Во училишните клупи, учениците не учат само броеви, букви и факти. Тие учат да создаваат и пријателства. Пријателства кои што можат да останат и до крајот на животот. Постои ли другарство помеѓу учениците? Секако дека постои другарство меѓу учениците, се знае дека уште од најмала возраст се негува, нели, она пријателство, другарство кое што се создава уште од најраната возраст и потоа, нели, доаѓаат кај нас во училиште, каде што исклучително обрнуваме внимание да се зближени, да другаруваат, да се пријатели, да споделуваат и да го негуваат она, нели, културолошко наследство кое што го имаат уште од семејството наследено, развивано и негувано понатаму до крајот на животот. Колку наставникот може да влијае врз пријателствата помеѓу учениците? Улогата на наставникот е исклучително важна во развивање на тие етички вредности кои што едно дете треба да ги поседува. Секако семејството, соработката со семејството е многу важна, за да може и наставникот да го продолжи она кое што семејството го развило кај детето. Секое дете е способно да биде другар, секое дете има нели свој карактер, меѓутоа секое дете има начин како да го зближиме без разлика дали е интровертно или екстровертно и да другарува и да пријателува. Дали преку групните проекти тоа е начин за зближување помеѓу учениците? Да, начин на зближување на учениците во текот на наставата има различни. Една од нив е групната работа. Сега не секое дете според карактерот може да биде внесено во било која група и да му се наметне да мора да другарува. Децата преку групната работа учат тимски да соработуваат, да се ценат и вреднуваат едни со други и да се охрабруваат, да споделуваат, да побараат помош, да дадат помош и на тој начин да создаваат пријателски односи кои што понатаму исто така ќе ги практикуваат и надвор од училишните клупи. Интровертните деца пак има друг пристап кон нив, секако тие работат најчесто во пар, нели, не е група пар, меѓутоа работата во пар понатаму придонесува да може да се внесат во помала група од тројца, четворица и на крајот во поголема група, што е многу успешно во текот на наставата. Децата кои што од најмала возраст учат да бидат добри пријатели, тие прераснуваат во возрастни личности кои што се лојални.